Министерот за здравство Венко Филипче, наместо терапија за ретките болести, набавува 150.000 кондоми и 80.000 лубриканти. Пред само неколку месеци, во октомври, владата набави 20.000 шишиња лубриканти. Сега преку Министерството за здравство се набавуваат ни помалку, ни повеќе 80.000 подмачкувачи. Цената, која што сега Филипче ќе ја плати за кондомите, како што ги бара, со диаметар од 54 до 56 мм, премачкани со лубриканти, без мирис, без вкус и без боја, се уште не е наведена. Понудата се уште се чека. Ако во октомври владата набавила 20.000 шишиња лубриканти, за невладино здружение ЕГАЛ, за кого и за што ли му требаат на Филипче 80.000 лубриканти и 150.000 кондоми? Почитувани, здравството е во колапс. Граѓаните се оставени да се сноѓаат кој како знае. Нема грижа за децата, нема грижа за возрастните, нема лекови за хронично болните и за лицата со ретки болести. Нема доктори, скандали секојдневно го треса здравството. Но Филипче и оваа власт се грижат само за лубриканти и кондоми. Ваква неодговорност, вакво самоволие и безчувствителност е незапаметена. Филипче треба да даде одговор за сите скандали кои го тресат здравствениот систем, а на интервјуа не споредува со земји, членки на Европската Унија, од кои сме светлосни години далеко. Министерот, освен што допринесе да паднеме на дното на извештајот за најздрави нации во светот, друго ништо не придонесе. За ова одговорност треба да поднесе пред граѓаните и неговиот шеф Заев. Ви благодарам.